Денес нема да се занимаваме ниту со новитети, ниту со тестови, ниту со економија. Денес ќе ви прикажеме автомобили кои се запишани во историјата, одбележале едно време и оставиле длабока трага. Автомобилскиот времеплов го започнуваме од север. Дали знаете дека името Волво е постаро од автомобилите? Беше регистрирано во 1915 година од страна на СКФ за нова серија тркалачки лежишта. Прв автомобил произведен од швеѓаните е ОВ4 Јакоб. Идејата за производство на автомобилите Волво дојде во 1924 од страна на директорот за продажба на СКФ Аскар Габриелсон и талентираниот инженер Густав Ралсон, кои сакаат да направат возило што може да ги издржи суровоста на лошите патишта и ниските температури во земјата. Работеа вредно 3 години и во 1927 го представија моделот ОВ4 Јакоб. Имаше дрвена шасија, платнен покрив и рустикален мотор со 4 цилиндри. Неговите 28 коњски сили беа доволни за нешто повеќе од 90 км на час. Веднаш се прочу со својот квалитет, но заради отворената каросерија во студената Шведска за него се одлучија само околу 300 купувачи. Затоа пак веќе наредниот кој се појави 2 години подоцна беше вистински погодок. Американски инспирираниот дизајн и 6-цилиндричниот мотор беа токму тоа што богатите швеѓани го сакаа. Се произведуваше 8 години, време за кое Волво свати дека треба да направи и поевтин модел. Втората светска војна ги одложи, но не ги спречи плановите и при нејзиниот крај се појави ПВ444. Овој семеен седан со 2 врати и 4 седишта можеше да ги задоволи сите тогашни човекови потреби. Желната за автомобили нација одлично реагираше на добрата економичност, атрактивната цена и американски инспирираниот дизајн. Тоа му овозможи продори и на прекуокеанскиот пазар, каде стекнатата репутација пристигна пред него. На негова основа беше направен и првиот караван на марката со иновативно размислување да биде сенаменско возило еднакво соодветно за превоз тока преку неделата и за излет со семејство за викенд. Името Дует јасно ја сугерираше неговата практична намена и популарноста му беше толку голема што продолжи да се произведува цели 7 години откако му беше представен наследникот, моделот Амазон. Неговите стапки ги следеа и сите други, почнувајќи од серијата 140, која представуваше значаен чекор во развојот и ги представи темелите за идните генерации шведски модели што следеа во наредните децении. Еден од нив беше коцкастиот дизајн, кој имаше важна улога во креирањето на имиџот на автомобилите на Волво како безбедни и долготрајни. Тој дополнително беше зациментиран со појавувањето на серијата 240, која со своите карактеристики постави сосема нови стандарди во автомобилскиот свет. Беа произведени скоро 2,9 милиони примероци од неа пред да му го отстапи своето пазарно место на моделот 850. Тој заедно со поголемата серија 760 само продолжи повеќе трасираниот пат кон успехот. Заедничко за сите нив не е само премиум чувството, туку и способноста да им ги направи животот на своите сопственици подобар. Рецептот за тоа лежи во константната посветеност на Волво за развој на технички иновации. Швеѓаните беа тие кои на светот му наметнаа дека возењето пред се треба да биде безбедно. Бројот на човечки животи што ги спасија изумите на Волво е немерлив. Да помислиме само на револуционерниот безбедносен појас со 3 точки на врзување, кој беше воведен уште во 1959 година како стандардна опрема. Годините течеа, новите модели се појавуваа, а вкусовите на купувачите менуваа. Но едно остана исто – посветеноста на Волво да ги прави автомобилите најдобри што може.
Долго време после Втората светска војна, европските производители на автомобили беа наклонети кон возилата со мотор сместен назад, посебно кај оние помалите. Меѓу нив беше и Рено, кој пред самото пензионирање на ваквите конструкции на возилата покажа дека тие можат многу. Рено 8 со својот коцкаст облик во годините по Втората светска војна важеше за модерно дизајниран автомобил. Но главното се криеше под каросеријата. Располагаше со напредни решенија какви немаат другите. Например, 4 диск со пирачки, полуавтоматски менувач чија спојка се активираше со копчења на инструмент таблата и затворен систем за ладење на моторот. А тој беше вистински бисер на техниката, постојано надградуван и во повеќе своји изведби во производство се задржа повеќе од 4 децении. Толку беше добро направен и популарен, што покрај Рено во своите модели го користеше DAF и подоцна Volvo, а во Јужна Америка Ford и Volkswagen. Беше срце и на Alpine A110, кој во основа ја имаше спортската душа на Рено 8. А таа во целост е заслуга токму на споменатиот мотор, кој заедно со лесната и жилова конструкција на возилото гарантираше неограничено задоволство во возењето. Него го овозможи волшебниот Амеде Гордини, кој на стандардниот еднолитарски агрегат на Рено 8 со 40 конски сили му ги зголеми работната зафатнина на 1,1 литар, а силата на дури 86 коњи. Резултатот беше експлозивен. Лесното автомобилче стигнуваше до 170 км на час. При поминување низ свиоци, потешкиот заден дел и спуштеното независно ослонување предизвикуваа лавини адреналин. Инстантно се создадоа армада млади возачи желни за самодокажување, кои Рено ги организираше во посебни подготвителни надпреварувања. Но тука не беше крајот. Новокреираната легенда доби унапредена верзија со подинамичен изглед, уште поголем и помоќен мотор, дополнителен резервоар за гориво, напред за да се подобри балансот и 5-степен менувач, што беше сензација во возило со ваква големина. Вкупно беа направени повеќе од 12.000 примероци на Гордини верзијата, што представува околу 9% од целокупната продукција на Рено 8. Стандардниот модел пак покрај во Франција се произведуваше уште и во Шпанија, Португалија, Мароко, Алжир, Канада, Австралија, Нов Зеланд, Јужна Африка, Мексико, Венецуела, Романија и Бугарија. Петнаесет години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Во
Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. 15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Шеесетите години од минатиот век беа плодоносни и перспективни за Opel. Благодарејќи на жестокото темпо на пораст на германската економија, марката просперираше на пазарот. Во 60-тите години на минатиот век на автомобилите не се гледаше повеќе само како на превозно средство. Оние кои беа успешни во животот сакаа и да го покажат тоа на престижен начин. Opel во тоа време веќе имаше долга историја на модели за купувачите со длабок джеб, а поддршката од General Motors му овозможуваше да експериментира. Така настана серијата наречена Големата тројка, капитен, адмирал и дипломат, кои во основа се еден модел, но пазарно различно позиционирани. Спротивно на она што може да се помисли дека се само препакувани американски модели, тие се автентични германски. Платформата со самоносечка каросерија, крута задна оска и независно ослонети предни тркала беше развиена посебно за нив. Дизајнот под длабоко влијание на Детройт беше совршен да го долови нивото на луксус кое го нудеа, силно навлегувајќи на територијата на Мерцедес. Должината од скоро 5 метри ги сместуваше на самиот врв на германската понуда. Таква беше и опременоста. Во тоа време ниту луксузните автомобили немаа електрично задвижувани стакла, а Opel ги нудеше. Педантноста со која беа презентирани ги правеше навистина посебни. Се внимаваше дури и на тоа да не се шири миризба од отпушоците во пепеларите. Купувачите беа импресионирани. За мокниот имидж што го имаа придонесоа и американските V8 мотори кои се вградуваа во сите три модели. Имаа 4,6 литри и 190 конски сили, но брзо покажаа дека не може да поднесат долги возења на германските автопатишта со големи брзини. Беа заменети со 5,4 литарски со 230 конски сили, кои преку стандардниот двостепен автоматски менувач со леснотија ги дотеруваа до 200 км на час. Но трошеа 20 литри гориво. За оние кои не бараа толку, Opel ги нудеше капитен, адмирал и дипломат со 6-цилиндрични мотори на почеток 2,6 литарски со 100 конски сили. После една година започна да се вградува и ново развиениот 2,8 литарски мотор со 125, а подоцна и со 140 коњи. Во периодот од 1964 до 1968 година Opel продаде 60.000 примероци од овие модели, најмногу од 6-цилиндричниот адмирал. Посебно ексклузивна беше малата серија од дипломат со елегантна двовратна каросерија произведувани од Карман. Кога во 1966 година на штандот на Ламборгини на салонот на автомобилите во Женева беше симнат плаштот од новата Миура, публиката не беше свесна дека сведочи на историски момент кој за секогаш ќе го промени светот на спортските автомобили. Двовратното купе не само што стана символ на страста, инженерската храброст и дизајнерската револуција, туку и легенда која ги постави основите за конструирање на вистинските суперавтомобили кои денеска се применуваат.
Самото настанување на Миура е историско. Тројца врвни инженери од Санта Гата Болонјезе имаа идеја да направат автомобил со спортско педигре еднакво добар и за тркачки патеки и за секојдневно користење на патиштата. Работеа кришум во своето слободно време, понекогаш и ноќе, затоа што оснивачот на компанијата Феручо Ламборгини преферираше моќни, но смирени гранд турери, место брутални спортисти како што беа автомобилите на неговиот ривал Енцо Ферари. Кога дојде време да му покаже што направиле, тој и покрај скептицизмот одобри да се продолжи со развојот. Кажа, нема да продадеме повеќе од 50 на примероци, ама ќе биде добра реклама. Решението што беше применето беше радикално од техничка страна, со попречно поставен мотор меѓу кабината и задната оска, привлече големо внимание на салонот на автомобилите во Торино есента 1965-та, каде беше изложена само шасијата на автомобилот без каросерија. Импресионирани од тоа што го видоа, ентузијастите започнаа да прават нарачки, иако не знаеа како автомобилот ќе изгледа. Воодушевен беше и Бертоне, на чие студио му беше доверена таа задача, која тие ја завршија само неколку дена пред премиерата, но без мотор во прототипот кој требаше да биде изложен. Самата премиера беше успех без преседан, ги остави без див сите посетители и ги предизвика конкурентите да ги копираат неговите технички решенија. Миура ја стартуваше кариерата со V12 мотор од 4 литри со 350 коњи, чија сила и посебна позиција овозможуваа неверојатна динамика на возење. Затоа придонесе и подвозјето со независно ослонување со двојни рамења и диск со пирачки на сите тркала. Дизајнот на Гандини се надградуваше на тоа. Линиите на Миура со долга хауба, заводливо закривени површини и карактеристични предни светла кои се подигнуваа, беа створени за постери, скоро уметничко дело. Покрај тоа, со височината од само 1,05 метри, беше еден од најниските, а со декларираната максимална брзина од 300 км на час и најбрз серијски автомобил. Фактот што намерењата не постигна повеќе од 275 не го смени тоа. Се произведуваше 7 години, за кое време моторот беше засилен најпрво на 370, а потоа на 385 коњи, придружено од неколку ситни, но битни технички унапредувања. Стана посакуван статусен символ меѓу познатите и богатите и од неа беа продадени 763 примероци. Со неа започнува и традицијата Ламборгини да ги именува своите модели според личности и бикови од шпанската корида, а беше и прв модел кој го понесе познатото лого на марката. Мерцедес од секогаш имал големи лимузини во понудата. Последната таква, пред тие официјално да бидат означувани како S-класа, е моделот W108 од 1965 година. Мерцедес V108 настана во време кога заработката беше помалку важна од имиџот, кога производителите се трудеа на купувачите да им продадат што поквалитетни автомобили, кога емоциите и чувството во возењето беа апсолутен приоритет. Затоа и главен фокус при нивното проектирање беше да се понудат удобни патувања, без да се бркаат што пониски бројки за забрзувањата и повисоки за максималната брзина. Првото појавување Мерцедес V108 го имаше каде, ако не на салонот во Франкфурт, каде беа представени 4 модела, сите со 6-цилиндрични агрегати. Најголемиот, кој имаше 3 литри и 170 конски сили, беше наменет и за продолжената верзија, која беше означена како V109. Далеку попопуларни беа моделите со 2,5-литарски агрегат со или без механичко вбризгување на горивото. Развиваа 130, односно 150 конски сили. Менувачот беше 4-степен мануелен или автоматски, а трошеа во просек 15 литри гориво на 100 километри.
Подвозјето беше целосно ново со засилена задна оска, хидропневматски пружини и 4 диск сопирачки. Набргу во понудата беа вклучени и V8 мотори, од кои врв беше 6,3 литарскиот со 250 коњи, со кој овој Мерцедес важеше за најбрза лимузина во светот, постигнуваше 220 км на час. Од оваа серија, која се произведуваше до 1972 година, беа продадени 382.000 примероци. Алфа Ромео Спайдер е модел кој ден денеска делува свежо и инспиративно. Настана пред 60 години под влијание на романтичниот италијански стил на живење Долче Вита, а за него алфистите се уште се борат да дојдат до ваков примерок. Еден од најубавите модели на Алфа Ромео наполни 60 години. Настана како резултат на желбите да се направи автомобил кој ќе ги разборичка емоциите, наменет за парадирање под апенинското сонце. Замислен како наследник на Джулија Спайдер, која го освои американскиот пазар, ја имаше механиката од неа. Мотор поставен напред, погон на задните тркала, 5-степен менувач, независно предно ослонување и 4 диск сопирачки. Дизајнот беше на Пининфарина, кому му беше доверено и производството. Неговите чисти и елегантни линии беа амбасадор на италијанскиот стил, заради што брзо стана филмска звезда со улоги во огромен број продукции. Статусот на автомобилска икона го зацврсти и со перформансите. Заради малата тежина од 990 кг, лесно постигнуваше 185 км на час. За тоа се грижеше 1,6 литарскиот мотор со 2 брегасти оски во главата, кој развиваше 109 конски сили. За името Алфа Ромео објави конкурс со автомобил како главна награда, на кој пристигнаа 140.000 предлози. Победник беше Дуето, со што требаше да се символизира хармонијата меѓу грациозноста и техничкото совршенство, но се покажа дека заради авторски права не може да се користи. Затоа и пролета 1966-та во Женева премиерата ја имаше под ознаката 1600 Спайдер. Живееше скоро 3 децении во 4 генерации, секоја со собствен персоналитет, но ист карактер. Освојувајќи 124.000 купувачи, за секогаш ја одбележа историјата на италијанскиот автомобилизам и остана во колективното памтење како најдолговечен и најпопуларен модел на Алфа Ромео. Ден денес е доказ дека вистинската уметност на 4 тркала никогаш не застарува. Во негова чест, во музеот на марката во Арезе е отворена посебна изложба која ќе трае до крајот на годинава. Најпрво Порше, а потоа и Ламборгини и Ферари подлегнаа на искушенијата и отстапувајќи од своите исконски корени, запловија во водите на конформизмот, нудејќи и нешто друго освен спортски модели. Но не и Бугати, иако тоа беше во план и малку не достигаше. Да се случи наследникот на Вейрон, требаше да биде луксузна лимузина. Фасцинантниот концепт, наречен C16 Галибер, беше представен 2009 година со јасна цел – да ја однесе компанијата во други пазарни води. Требаше како единствен модел на марката да започне да се произведува некаде во 2014 или 2015 година, откако сите планирани 450 примероци на Вейрон ќе се распродадат. Но една година пред да се случи тоа, Фердинанд Пих изрази силно незадоволство од новиот модел, сметајќи дека ќе ги дефокусира купувачите и разводни идентитетот на марката, изграден со Вейрон како бескомпромисен хиперавтомобил. Насетувајќи го тоа, одговорните во Бугати веќе беа започнале со развојот на Широн, како предпазливост и резервна алтернатива во случај на откажување на Галибер.
Овој 5,3 метри долг Вейрон за четворица, иако во основа втемелен на Бентли Арњаж, беше потполно нов автомобил со оригинална каросерија направена од алуминиум и карбон фибер. На предниот дел доминираа масивната хромирана маска со облик на подковица, а внимание привлекуваа и сложените светла. Имаше 5 врати и 8-литарски W16 мотор сместен напред, чиј поклопец се отвораше дводелно. За разлика од Вейрон, имаше 2 компресора за да се обезбеди поголем вртежен момент при ниски режими на работа, што подобро одговараше за ваква луксузна лимузина. Максималната сила, според некои извори, од 800, а според други 1000 конски сили, се пренесуваше на сите тркала, а можеше да користи и етанол како погонско гориво. Требаше да постигнува 380 км на час, а впечатлив детаљ беа и 8-те издувни цевки. Внатрешноста која зрачеше со ексклузивност го подигаше луксузот на целосно ново ниво. За разлика од минималистичкиот Вейрон, имаше голема дигитална инструмент табла и централен екран чувствителен на допир. Седиштата беа одвоени со средишна конзола која се протегаше низ целата должина на кабината, а посебен впечаток оставаше часовникот вреден $100,000 кој возачот можеше да го извади и носи на својата рака. Иако изгледа извонредно, од денешен аспект одлуката да не влезе во производство се чини оправдана. Бугати, кој со Вейрон го преобликува светот на суперавтомобилите, планираше да продаде 3000 примероци на Галибер по цена од 1,3 милиони евра, што нималку немаше да биде лесно и покрај неговите технички решенија кои и сега делуваат футуристички. BMW го започна милениумот провокативно. Моделот кој сите сакаа да го мразат, четвртата E65 генерација на серијата 7, предизвика таква бура каква автомобилската индустрија ретко памети. Поклониците на баварската марка беа кивни на шефот на дизајн Крис Бенгал, оттидоа до толку што кратенката BMW доби нова интерпретација – Бенгал must weg, односно Бенгал мора да си замине. За четвртата E65 генерација на серијата 7 насловите во медиумите беа драматични, а реакциите бурни. Јавноста имаше впечаток дека во Минхен го загубиле разумот. Верните поклоници на марката не го криеа разочарувањето кое прерасна во отворен бес. Критиките беа толку остри што тогашниот шеф на дизајн оделението Крис Бенгал добиваше дури и смртни закани, иако автомобилот всушност го нацрта Адриан фон Хајдонг. Но, сепак, тој беше лицен на проектот, човекот кој ја бранеше радикалната нова филозофија, чиј типичен представник беше токму контроверзниот E65. За неа сите му се лутеа, но не и раководството на компанијата. За време на неговата ера, BMW го надмина Мерцедес како глобален лидер во продажба на премиум автомобили. E65 го наследи конзервативно стилизираниот, но елегантен и скоро безвременски E38, чии линии беа олицетворение на класичните вредности на BMW. Иако оригиналните скици на Ван Хојдонг беа многу порадикални и представуваа елегантен фазбек, а конечниот дизајн беше значително ублажен за да наликува на пообичен троволуменски седан. Контрастот не можеше да биде поостар. Едноставно, новиот модел беше се она што претходно не е. Поодважен и намерно провокативен, донесе целосно нов, комплексен дизајнерски јазик. Површините беа разиграни и напнати со длабоки линии и необични пресеци. Предниот дел го карактеризира невообичаените светла со трепкачи како веги поставени над препознатливите ангелски очи. Задниот дел со нагласениот поклопец на багажникот изгледаше како да е дводелен. Ни внатрешноста не беше поштедена од револуционерно различни идеи.
Во однос на E38, кабината на E65 делуваше како скок во иднината. Централниот екран и iDrive системот обединуваа голем број функции на едно место, збунувајќи ги возачите со комплексноста и недостатокот на физички команди. Но затоа E65 донесе низа технолошки новини, од електромеханичкиот менувач и рачната сопирачка која се активираше со копче до електронскиот клуч и активните стабилизатори. На модернизацијата не можеше ништо да и се замери. Беше направена дури и верзија со погон на водород. Од денешна историска дистанца E65 повеќе не делува како ексцес, туку како храбар исчекор кој ги помести границите на тоа што човечкиот ум го смета за прифатливо. Доказ се продажните бројки. Овој автомобил стана најпродавана генерација на серијата 7 дотогаш. Прошетката низ автомобилската историја беше посебна, бидејќи кај сите прикажани модели водечка сила беше страста, механиката и желбата да се биде различен од останатите. За жал, овие вредности денеска не се на врвот на приоритетната листа на производителите кои станаа жртви на глобализацијата. Се гледаме за 7 дена. Срдечен поздрав!